Народот пред 3 дена на изборите го кажа своето. Иако доживеа тотален дебакл и пораз на првиот круг од претседателските избори и разлика која се чини е недостижна да се надмине, караванот на СРСМ и тимот на Пендаровски со нагласа на еуфорија продолжуваат со средби со граѓани, на кои им кажуваат дека ја сватиле грешката и дека сега се почнува од нула. Но дали е навистина така? Дали актуелниот претседател и неговата политичка противничка Силјановска почнуваат од иста стартна позиција? Дел од аналитичарите велат, џабе му е на Пендаровски што и да направи овие 10 дена, но и на СРСМ, оти и ним им се бројани деновите до опозиција. Тешко дека нешто Социјалдемократскиот сојуз може да промени, впрочем тоа се гледа и по пропагандната кампања, спотовите кои што ги емитуваат, тоа се истите спотови кои што не функционираа во првиот круг од претседателските избори, беа тотално погрешни, они продолжуваат со истото. Според моите информации, дури нивниот рейтингот на партијата за 1-2% понизок од рейтингот кој што го има Пендаровски, они се очигледно свесни за тоа и тешко дека може нешто да променат, а фактички мое убедување е дека они си имаат предаден. Според Јановски, СРСМ продолжува со кампањата, иако исходот од неа е јасен, а тоа е без малку никакво поместување на бројките, а можеби дури и помал рейтинг и број на гласови од оној кој го освои Пендаровски во првиот круг. Новинарот смета дека главното фалење на СРСМ, за кое цврсто се држат, односно зголемувањето на минималната плата на 22.500 денари, кое социјалдемократите го прикажуваат како огромен успех, речиси е и срам, оти со 2 минимални плати едно семејство не може да преживее. Направија стратешки грешки во текот на своето владење, од борбата со корупцијата која што практично не постоеше, не ни можеа да ја водат бидејќи треба да се борат сами против себе. И тоа е и до сиромаштијата на они кои што не сакаат да ја видат. По кратката пауза од првиот круг, СРСМ повторно се врати на терен, со ветување за победа, но според сите проценки, веројатно ќе се соочат со најголемиот изборен пораз во своето постоење.